Добар ден, почитувана публико, добре дојдовте назад во нашиот скромен подкаст. Имам нешто да ти кажам. Денеска снимаме нова епизода од сезона 4 на нашиот подкаст. На мое задоволство, како гостин во денешниот подкаст, го имаме охридскиот актер Стрезо Стаматовски. Добре ни дојде. Добре бе, најдов, добар и од мене нека. Да. Кој рекол ед мој колега, ај бонџорно нека. Така, како си? Зимски услови? Па добро е, правиме зимници, правиме све, правиме, редиме, расол, чуда, работи. Добро бе, супер. Каков е периодов за настани во Охрид, според тебе, за представи, играње, актери во зимски услови? Види, имаме заинтересираност, овие, особено овие неколку месец и пола пред нова година, мислам дека е најголемата жижа во однос на културни настани. И то ми се свиѓа, значи има од секаков вид. Значи дали ќе сме таму со балети, дали представи, дали концерти некои, дали завршни некакви си перформанси, така натака, ама гледајќи го и распоредот на работа од Центар за култура, мислам дека декември ќе е јако, скоро секој ден ќе имаме нешто. Мислиш дека држит вода уште онај муабетон во Охрид ништо нема да се дешаваат, барем последниве години, пошто и на зима, колку толку мислам дека не само пример в театар, туку општо и по кафичи, имаат различни работи. Вака, нема ништо не се дешават. Напротив, во Охрид се дешава, само што работата е колку имаме ние услови за да се дешават тропојки и да окрениме левелот, тоа е комплетно друг муабет. Значи, ти на зима, ако немаш основни услови да одиш кај што сакаш да одиш и да ти е топло, бадијала ти е све. Јас можам да ти изиграм представа колку што сакаш да е интересна, ама ако ти е ладно, тоа е тоа, така? Да. Макар што пробиме, пустиме, правиме, тоа не е ничија вина, мислам конкретно на некаква си организација или менеджмент моментален, тоа е еден проблем кој што се превладуваат одамна. Дали немаме просторни услови како што треба, дали немаме сали како што треба, дали немаме, не знам, можда и да немаме веќе заинтересирано со страна на помлада сила кој што би се занимавал, да речеме, ги немаме оние андерграунд концерти, ги немаме оние андерграунд журки, ги немаме оние свирки а да не се по вообичаен терки, по не знам, истата таа топ листа која што има една песна и ни се врати, гледам, слушам сега, наново ни се врати XU хитовите од пред 50 години се актуелни XU хитовите се новото турбо фолк. Така да се дешаваат нешто а колку е квалитетно истото, тука е прашање. А мислиш дека тоа повеќе се должи на услови или дека немате едноставно таква генерација што можете во со андерграунд сцена што и кажеш кој може да имало порано или ево, освен на лето преку година? Не е само за условите. Значи, условите барем онај што е, кој што кажав, инфраструктурни услови, јас правам муабет пред се мислам на театар. Да. Како да речеме она мејнстрим култура, која што би требало да ја фурат самиот театар. Онај андерграунд практично го се избледуваат, стануваат све потранспарентен и потранспарентен само заради тоа што културата и вкусот за културата поинаку почна да се валоризира. Не се валоризираат преку квалитет, преку квалитетна критика, било кој настан, поврзан со уметност. За жал, веќе културата се валоризира со популарност, со лайк и со views. Да. Тоа е. Значи, што имаат појќе клик, имаат појќе views, имаат појќе лайк, тој носи е валоризиран како квалитетен производ. По знак прашалник квалитетен производ. Да. Имаме најразлични дешавки во однос на уметност и култура. И за секој едно од тие има публика. Но, ако треба да зборуваме за вкусови, треба да зборуваме и треба да се почне да се зборува за вкус, особено кога ќе се работа за култура и треба да се почне да се зборува уште од на школа, мој. Не кога ќе ти станеш возрастна единка, него од на школа. Треба да почнеме да правиме муабет за вкусови, што е добро, што е лошо, зошто е ова добро и како треба да се оценува. Ние можеме да направиме продукт од не знам каков квалитет, дали ќе е театарски, филмски, како и да е, ако немаш доволно views, лајкови, шер, не се смета за вреден. Не ти е вреден, не постоиш. За разлика од, да речеме, 25 години уназад, нешто колку толку, барем неколку толку, но за разлика од сега, имаше многу
поинакво валоризирање на културата. А ако ништо друго имавме, ево сега иде локално да правиме муавет, имавме свирки, имавме нови бендови, па ги поврзвавме новите бендови со не знам некоја си тогаш зачеток на некоја си андерграунд култура кај нас, квалитетот на истите, овој пел вака, овој вака, оној гласот ваков, овој гитарата, педали, кабелот едно друго, сакавме да постигнеме звуци, не знам какви, или во однос на театарски представи се меревме, не знам, со германски театар, со не знам каков, во моментов, па види и за филм. Ако сакаш ти денес да гледаш филм, ќе уклучиш ИМДБ и ќе видиш дали има добра оценка. Тебе не те интересира од кај дојдена оценка. Ако земеш статистички да прегледаш таа оценка како е дојдена, да речеме ако не знам пола кина застанало и еден кинески филм се свиѓа, таа оценка има 9, не знам, тој филм има 9 кова нешто. И ти речеш бомба е филмот, ќе го пуштиш и ќе видиш дека нема ништо општо. И обратно, европски филм кај што, например, имаш оценка 4, ги речеш, нема шанса. Не допуштам, гледаш нешто многу квалитетно. Во тоа почна да ни се, на тој начин да ни се вреднува, валоризираат културата во овој период, што е многу страшно и мислам дека треба да почнеме по полека да ги враќаме одредени некои стандарди, затоа што све ни е поамериканизирано и поамериканизирано. Све ни е на Да. Нема, ако се вратиме на образование, на тие работи, како се светвице. Тоа е многу трики, затоа што покрај што опаѓаат критичкото око, ајде за култура, опаѓаат за све друго. Опаѓаат и за себе си. Само критиката е секогаш поврзана со дисциплината и самодисциплината. И ако ти ја немаш самодисциплината, било што и да работиш во животот како млад човек, ако ја немаш самодисциплината, нема да бидеш успешен. Ако очекуваш дека твојот труд ќе се валоризира со клик, лайк и views, ти можеш да земеш, не знам, светска слава, знаеш, не знам сега што беше последно актуелно, имаше една девојка во Америка, хак до тука, ме разбираш? Јас дури одреден период го гледав и не знам зашо стани муавет и ја гледав типкава на секаде се појавува. Сите подкасти. И морав да истражам зашо се јавува, викам човече до кое ниво се доведе. Светов, не правиме муавет само локално, светов. А ние нели ги пратиме светските трендови, обично лошите. А кај нас не е толку лесно и децава за жал тоа го гледаат и со тоа се поистоветуваат и мислам дека е малку зезната таквата ситуација. Ако се навратиме малку да те прашам како е да се живее и да се работи како актер во Охрид. Моментално е супер. Меѓутоа, супер. Би рекол дека е супер за разлика од она што беше на почетокот. Јас завршив актерска игра, во Охрид немаше институционализиран театар. Јас завршив актерска игра во Софија, во Бугарија и иако имав понуди таму за работа и можев да останам и сите тие моменти, сакав да се вратам во Охрид и да ја продолжиме и да ја почнеме тајна иницијатива и да ја продолжиме за да направиме еден професионален театар и тогаш беше доста потешко. Меѓутоа сега имаме платформа каде што секој еден би можел да утре ако сакат да завршат актерска игра или режија или било што поврзано со театар, нема да почнат од нула. Ние почнувавме буквално од нула. Работевме доброволно, работевме без хонорари, работевме неколку години, дури успеавме да направиме цел еден репертоар на представи кои што беа направени од таму со некои средства, костими од дома јаме носено, фустани од мајки, од тетки, од не знам што, за да ги направиме представите, за да направиме одреден репертоар, ги игравме без пари, за да ја навикнеме публиката да ја вратиме и успеавме во сето тоа и сум многу среќен, затоа што ако ништо друго барем оставав во таа група, во тој кор тим кој што бевме, сум и јас и оставав некакво легаси сега, тој збор е многу актуелен да се каже легаси, дека сум оставил некакво наследство позади себе си и да речам утре на ќерка ми го гледаш ова, значи и јас сум бил дел од тоа и сега малце е полесно за вас. Секогаш има нормално моменти кај што можеш да ги апгрейдниш сите тие работи и би сакал јас Охрид во блиска иднина да го видам и со една многу убава современа театарска зграда, со нови глумци млади, со режисери млади, со не знам техника која што ќе биде допремена, со грејење, со ладење,
кино едно добро да Да, имаме да. во градов и така натака и така натака. За разлика од порано, сега е доста полесно затоа што ние сме млад театар, 13 на години кај што постоиме, тоа е ништо за еден Да, театар. И ни треба пред се луѓе, ентузијасти кои што ќе застанат и пред се локалци. Да. Кои што ќе застанат позади него и да продолжат она што ние почнавме да направиме. Да. И сега кога гледаме вака, мислам кога ги правиме овие муавети, секогаш разговараме за Охрид, град на културата, со не знам какви, со фестивали државни. Имам читано, мислам и по записи, дека до 70 некоја година се води дека има некој, као Охридски театар се спомнуваат по одредени, од не знам, од професори, од такви луѓе кои што биле во таа сфера. Идаме до ситуација кај што долги години нема театар како форма официјално да речиш, а не пак и посебна зграда, па кино и тие работи за 2011 отприлика тогаш е официјализирано. 2011, да, април месец 2011 е првата, мислам, донесено е решението, а првата представа се изигра на 10 јуни. Како се викаше, Метаморфози се викаше. Првата изговорена реплика на Охридскиот театар е дека Јупитер има љубовна афера со леле, ќе се операм сега, не ми текнува. Јупитер има љубовна афера со некоја друга од божиците. Не ми текнува во моментов. Со Венера. Со Венера, точно, да, со Венера. Тоа е вакво првата изговорена реплика во живо од колешката Јасмина Билаловиќ. 51-а, ако не се лажаме, професионалниот театар затворен Охрид. Затворен, тогаш. Да. Од 51-а се водела некоја си политика на регионални театри, кај што би требало да го имат приматот на овој регион. Ама од 51 година навака не викам дека ништо не се случило. Има плејада на луѓе кои што правеле аматерски представи со квалитет како професионалци. Да не забравяме, пред 51 година Војдан Чернодрински режирал во Охрид, имаме афиши, имаме чуда од тој период. Имаше една голем дел од тие луѓе се веќе и покојни кои што работеле аматерски представи во Охрид, кои што носеле многу публика. Се создаде една група на чело после тоа со Гонан Стојановски кај што се изиграа оние големите Ништо без Трифолио, Сомнително лице и така натака и така натака. Ја памтам дека беше представа за представа, голема сала во Центар за култура се полнеше. Тоа беше спектакл за гледање. Значи маса луѓе кои што влегве други по 2 представи, по 2 сати се играше представа и јас тогаш баш со Никола Тодоровски почнавме заедно тогаш како во членот на детско драмско студио Марија Нова го водеше. И тоа беше некаде 8 оделение ние бевме првата представа, јас и Коле игравме, беше од секција од македонски во год Григор Парличев, Митрија Вељановски ја водеше. Чорбаджи Теодос, јас играв Чорбаджи Теодос, тој беше Спиридон. И после тоа нешто како интересно, игравме пред полна сала, пред 500-600 кусур души, ако не и појќе, пошто беше деца полно. И се деси првиот шамар кој што го добивме од публика беше позитивен шамар и јас и Коле беше тој. И оттаму па натака знаевме двајца дека влезе чивијата, дека тука некаде ние ќе се движиме во животот, нема да име подалеку. И после тоа трнавме кај Марија Нова, и имавме дури и шанса да бидиме дел од тие големи представи кои што се работеа таму, беа нели повозрастните и од нас. Таму беше, не знам, Жанко беше, Димеш Мехтар беше, Бачко беше, нели нормално Ана беше, Марија Нова, и ред други, Климе беше, и ред други се, ако гледат да не ми замерват, ако некого заборев, ама во секој случај се правеше нешто се до таа фамозна 2011. Кај што до 2011 претходно со Меди Артес развивме еден кортим кој правевме представи. Веќе бевме и професионалци, пошто сите бевме со завршени факултети и на крај ни рекоа, терајте дечки, ево ви,
Ево ви плати, ме разбираш, тоа беше целата работа, значи имавме техника, имавме место, имавме све, само рече ево ви плати, првите плати, срам ми е да кажам колка беа и колку време ги имавме, ама не и се беше многу подобро од ништо. Да. Немавме сценски работници, немавме тонци, немавме светломајстори, јас и Коле работевме светло, работевме тон, пред представи, ќе облечевме костим и ќе игравме представа, јас сега да ми речеш што да направам, ке немам воздух да земам на крајот представа, значи нема шанса. Ентузијазмот бил голем. Ентузијазмот беше на 100, не, на 100.000. Да. Сега ни е на 100, на тоа беше на 100.000. Да. Ако заиме на нас за тебе во сиви работи што ги спомнуваме дека Охрид сепак и публика е жедна за представи за тие работи. Театарска култура ко сте растеле овие, ко ви влегла чивијата и сите тие работи ко ќе ги гледаш, ако правиш сега некоја споредба и ко се официализира театаров и ден денес што значи тоа кога е официјален во тие во 11 години театарска култура, има некој прогрес како ја гледаш, некако поиќе луѓе го препознаваат, почитуваат работи, пообразовани се во делов на театарска култура, гледање представи. Ако направиме споредба од порано и сега, порано немаше војна со други медиуми, немаше YouTube, немаше, не знам, Стремио, Мемио и таквите работи, кај што можеш удобно да седиш дома и да гледаш филмче и такви ствари. Кога почнавме да работиме, ние почнавме секојдневно да се уствари бориме со монструми. Излегваа платформи нови, излегваа 3D кино, 4D, 7D и сега ти треба да го правиш сето тоа да би поинтересно, знаеш, и да го придобиеш гледачот. Не можам да ти кажам поинаква е, не дека овие порано дека биле нешто премногу образовани, но тоа беше спектакл кој што мораше да се гледа и затоа се правеше муавет. Ко првиот филм Брус Ли што го донесле во Охрид. Сите правиле муавет за тоа. Значи нема тука тоа е и нема друго. Тоа е, нема друго, разбираш, и да навивеат удри Брус Ли скачи го и такви ствари. Значи во мода беше да ги гледаш тие представи, тренди било да ги гледаш тие представи. А убавината на тоа е што ти како од другава страна како актер можеш да го искористиш да пренесиш многу пораки, затоа што сепак делуваш, ти си јавна личност и делуваш на таа маса на луѓе која што 120% е фокусирана во тебе. Значи тоаш не се случувало да ти звони телефон на сред представа, сега на пример не звони, кој ќе звони, во појкето случаи ќе изигнорираме, некојаш зависно представата нема да изигнорираме. Ама глупо е, ево сега, ево, кои што слушаат, ево, да знаете дека јас гледам публика црно е. Ништо не гледам. Ретко некоја фаца, кој ќе го уклучи некој телефонот, ја гледам неговата фаца. Неговата ступидна фаца во телефон. Па не иде, па не знам што и да е. За сат и пол, 2 сати ти можеш практично да го оставиш и да одмориш малку од екран и да гледаш нешто што се случува пред твоите очи во живо. Тука е силата на театарот, она што се случува во живо, што одредена група на луѓе поминале некаков си процес, ги испокршиле копијата креативно и дошле до еден производ кој што горе долу се сите задоволни и викаме ево го нашево дело, заедно со си прво повиканиот режисерот, повелете, а вие сега валоризирајте го, оценувајте го и кажете дали е добро или не, согласно вашата бодовна система. Некои имат, некои немат, некои го терат жена му да дојде да ја гледат представата, не е битно, но како и да е, почнува да идат. Што се деси со Охридски театар? Во моментов морам да ја пофалам охридската публика затоа што почна да се продаваат сите представи. Јас да ги играме во мала сала, тоа е заради континуитет, заради технички услови кои што имаме подобри таму, меѓутоа ево треба да изиграме, не знам, Секс, лаги и љубомора, веќе трета сезона, секоја една представа се барат карта плюс. Ги имаме и кумови распродадена, имавме и уназад некои други представи кои што цело време имаме и представи кои што некако замреа многу рано заради короната, но ево правиме некаков си план да ги вратиме почеток на 2025-та, да ги ставиме на репертоар и да воведиме уште еден ден во неделата за театар. Пример, до сега беше петок, најчесто петок, но да ставиме, би сакале да ставиме уште еден ден, баш ме интересират како и колку ќе имаме вакво интерес кај публикава и кај пред се мораме сега да се насочиме и на кај млади.
ансамблов, ево сигурно така да се прошири, сакате со млади актери, со нови дечки, да речеме малку Не само што свежина. сакаме, нужно е, затоа што најмладиот Кипро ни е 36-7-8 години. Плюс неохригање. Плюс неогријаве, да, не е резидент вако. Ама да, јас то се зафркаваме, нема веќе принц кој да игра. Да. Сиве крало и кралици, разбираш? Значи мораме да внесиме свежа крв во театар и то подитно. Подитно апел за кои сакат, значи обавезно мора да се стави свежа крв. Убои за нас, како веќе џомби, а убои за тие кои што ќе влезат за да имат време да почнат да се обликуваат тестото внатре во театар. Едно е на академија, друго е кога ќе влезеш во театар. Да, Имат комплетно поинакви борби таму. Да. Нужно. Како ја гледаш како следни чекори, што би сакала ево ти да видиш во развојот на театарскава сцена во Охрид? Во блиска иднина, ајде да речеме. Блиска иднина. Имате една, јас се зафркавам, сите мислат дека Патов Охрид Кичево е инфраструктурната зафрканција која што нон-стоп се спомнит, имате една постара, тоа е новата зграда во театарот. Само помалку се спомнит. Да. Ја правиме, па ајде ја правиме, тама стигнавме да направиме, па ај попуневаш и па нема да ја правиме. Сега пак нешто пак ќе ја правиме, пак ќе ја правиме, пак ќе видиме. Така да јас би сакал да во блиска иднина, и то мора да се случи на Охрид, да имаме една мала, сладка, под мала мислам 200 гледачи е сосема доволно, сладка, технички врв опремена театарска зграда. И не само за театар. Ние сме театар во ред. И да го гледам театарот како одделна институција, не како одделение од Центар за култура. Засебна институција која што ќе функционира. Големата сала, малата, односно големото гледалиште и малото гледалиште, тоа е една сцена во Центар за култура. Да си остане на центарот, да си терат активностите на центарот. Театарската зграда да видите исклучително само за театар. Да си имате едно бифенце, да си имат место кај што ќе може да дојдат публика, да седнат да испијат кафе со нас, чај, да направиме муабет, да се запознаат. Така се развива новата сила, така се развива новиот трв. Иначе сето друго е импровизација. Не дека нема да успе, ама зошто? Значи подитно вика мораме да имаме вработување на нови актери и не само актери, него секаков можен. Ни требаат човечки ресурс да се пополни во секој еден сегмент во театар и нова зграда. Фала Богу со паркинг, зашто немаме ни паркинг. Ние сме колку? Центар за култура е една институција, библиотека уште една институција, Охридско лето 3 национални институции од културата на радиус од 50 метри, немаме паркинг. Плюс ресторани, едно друго. Тука е све, тука така ресторан, па имаш паркинг во паркинг, па уште едно, па ваму едно ќоше што не е паркинг, ама и тука ќе се паркираме. И имаш, например, кино Бавча која што зејто онака и ништо не се дешава, тоа не се за жал. Барем да беше функционална на теркот кој што го имал, тоа ќе бев среќен. Иако според мене сметам дека заради близина веќе на стамбени објекти таму и поинаква е културата веќе порано била, поинаква е сега, иако би било добро да имаме ние летна сцена, сметам дека тоа место треба да се види на мене тоа баш за една добра театарска зграда. Мислам дека, ај сега да не ме сватат погрешно, ама не можеш да лумпуваш ко порано и да има толерантност. Значи се некој чистите тоа зградите фукница патлиша. Фрли тодно дека тука е близко е малце. И сметам дека тоа е научна фантастика, дека би можело нешто таму да се дешава на отворено. Има други места кај што може да се дешаваат и да се направат летни сцени. Меѓутоа, тоа место може да функционира само и само тука како театар и ништо друго. Тоа е мојата желба и би сакал пред да дам пензија, барем да да не видица да поседам во новата зграда. Ништо друго. Па то барем тоа да се направи во летна сцена, за не се идни така, а ако нешто треба, ето, театарската зграда нова што би било. И кино, обавезно кино. И кино обавезно. И то не мора да е со 500 седиш. И то не треба, нема потреба, нема, не сме град од 400.000, ние сме град сила 35. Сега да те прашам за, не знам, лани дали беше пред брзо, снимаше филм Axis of Life. Да, Axis of Life, да. Ломна ли, мислам. Така, тази после корона. Да. Како е на тој план, да речеме сега доста за театар, ама
филмски кои се услови овдека, знаеме дека ретко се снима што на ниво на Македонија првично филмови, дека ето не секој може на некој начин да играат, знаеме колку и се вложи во филм за разлика од нашиве сите соседи околу кои што веќе почнаа да штампет и филмови, серии и све. Ето за тоа еден дел. Прво за филмоите во Македонија. Филмоите во Македонија убаво кажам, многу се мало и тие што се мало се едва и да мускули се носат. Значи треба да бидеме јасни дека екипата имаш одредена екипа на луѓе за време на короната кои што претходно работеле само и само филм. И за време на короната се бореа за гола екзистенција. Работеа како келнери, шанкери, чуваат деца и такви работи. Не се само актерите и режисерот, тоа е 2% од една цела филмска екипа. 2022 имав интернационален кастинг за еден филм Axis of Life, тоа е индиско-унгарска продукција и бугарска продукција. На покана од режисерот Атанас Христосков, тој е многу добар познат режисер, има 2 пати Златна роза добиено, тоа е највисоко постигнување во Бугарија мислам дека во Бургас или во Варна, не се сеќавам кај беше фестивалот. Она што е интересно за тој филм е што се снимаше 99% беше екстериер, а интериерот беше во пештери. Така да 100% беше екстериер. На првиот снимачен ден имавме брутален дожд и ветар. Првиот снимачен дожд и после тоа имавме прекрасни денови за снимање, беше неверојатно нешто. Колку дена беше снимање? Месец и пол. Месец и пол снимавме. Снимавме на многу различни локации долу цела Бугарија, од северо-запад до не знам, до краен исток, од море до планини, до врвови, до многу непристапни терени, до терени кај што никој нормален не би отишол освен една таква ентузијастичка екипа, бевме 45-6 души, кои што нон-стоп се движеше низ сите тие локации. Се запознав со многу добри пред се актери колеги. Александар Алексиев, тој е доста млад актер кој што има работано има завршено во Англија, има работано на доста сериозни проекти на европски филмови Англија, во англиски филмови. Со негова продукција, сега исто така е продуцент, тој ваѓа многу Дијада, еден од најпознатите моментов бугарски филмови, кој што треба да ти го препорачувам, пошто можам и на младиве кои што се тука, обавезно да го гледате. Тој е прекрасен еден филм, прекрасно едно сценарио за деградација на еден млад човек и све она што му го прави тоа општество сега. Владимир Михајлов, кој што е најактуелниот музичар и музички образован актер во Бугарија, и од име се Ларс Симонсен. Ларс Симонсен е една данска звезда. Толку добро се спријателив со тој човек и уште ми остана во срце, се уште контактираме, правам какви обиди да го донесам и ќе го донесам во Охрид. И Расел Клајв, кој што е познат по, не знам, по холивудски филмови Game of Thrones и такви работи. Тоа и ќе ја заборавев, единствената дама, Марина, значи таа е италијанка, своевремено била една од најубавите и најизгодните жени и најталентирани во Италија, 80-тите, 70-тите години. Но прекрасна актерка, многу талентирана исто така. Она кој што јас го изврвев цел тој процес, му го посакувам на секој мој колега. Значи, од професионалноста на работа до блискоста со луѓето, дали дека и самата тематика која што се обработваше и самиот филм е така едно дистописко, се случува во некој дистописко време, има одредена метафизика и така натака. Ги зближи таа цела 40 кусур души, таа цела екипа, буквално како браќа и сестри бевме цело време. И снимавме, например, на локации кои што стварно бевме со на врв дали ќе преживееме или не. Значи, имате една локација Бугарија, ѓаволска патека се викат. Ние додека снимавме од мислам дека од BBC или од National Geographic, BBC мислам дека беа. Europe from Above ги снима тие сериите и беа во Бугарија. И ние одиме таму да снимаме, дента пред тоа врнеше.
Тоа е една клисура јовче, амбис од 100 метра вертикала и со даски вака и слегвиш додолу. И ние требаше да слезиме додолу, откога ќе слезиме додолу со си екипа со Мартин Балкански, кој што Мартин Балкански беше значи камерманот кој што секоја му чест, значи Мартин Балкански работат на холивудски филмови, second unit камера, first unit камера на не знам овие акциониве London Has Fallen и таквите од Expendables, McPendle. Сите целата таа екипа устори во Бугарија имаше одредено искуство, големо искуство снимајќи филмови од холивудски карактер. И многу точно си ја знаат работата. Она што, например, кај нас го немате прецизноста, точноста, што идат со нормално, со квантитет. А ко бевме во Турција, тоа беше нешто невидено. Турските екипи работеа со трчање, тие не одат, тие трчат, затоа што после во 8 сатот има дуže 3 серии турски за снимање. И ако не го фати тој тајмингот, тој ги губи парите. А некој кај нас оди намести го на сетов, сега кај ме, најде сега, убаво е, не, тој, не ни чекат некој да му каже. Сет мајстори, декоратери гледат на монитор, местет, пустет, правят све, правят, со трчање. И да се вратам на темава, ќе се испоубиевме во тој кањонот таму, затоа што треба да се качвиш и да се слегвиш едно минимум 15 пати, зашто снимавме на дело. BBC се откажа да снимат, ние не снимавме. Така да, прекрасен еден процес, кој што едва и чекам да издаде таа премиерата, се загоби. Уште е во постпродукција. Последно знам дека добив некои си вакво повик, треба уште нешто тонски да се снимат во Берлин. Валја ќе треба ти да одам, се надевам не, но ќе вакво, ќе треба да одам и се надевам дека на еден од, не смеам да кажам кој, ама треба да излезе премиерата на еден од многу реновираните европски фестивали другата година. Ајде да се надеваме, па после овде кај нас да го гледаме. Обавезно, значи, иако мислам дека не мислам дека обавезно ќе го гледаме, но знаеш како е, прво се Да, јасно, фестивали. Шамарите се на поголемите во што работа за интернационален, така да може да се продават сега. Добро и голема екипа, мислам, во реноме гледано, така што верувам дека прекрасни глумци кои што, мислам, јас само бев од Македонија, двајца бугари, еден данец, една италијанка и еден англичанец. Јака мешавина. Јака ми, уште Шкот. Охо. Шкот, Клајв Расел, ја мора да ти кажам за него, не знам кој ја мора да ти кажам, ова е интересно. Го чекаме ние Клајв Расел да стигне да летат со 3-5 лета, не знам колку, во Кападокија во Турција, во хотелов. Јарно, ние бевме сместени во помуслиманскиот дел, кај што немаш толку многу контакт со алкохол. И тој што е тој ужасно скап. Да. И го чекаме сега Клајв, идат Клајв, се запознаваме, 2,5-3 сата од Сабајле. Затворено е све, немаш што да земиш, како да земиш за пиење, човек вика ми се пиет нешто. Сега што да му даш на Шкот, виски. Има направено техничка екипа, направена една финта. Во техникава која што одеше за Турција, наполнале пластични боти со домашна ракија, бугарска. Јарно, за да не им ја земет, ставиле боја за храна, зелена. И кога отвориле што се дешават, натре му рекле, ова бацава 10 литри, ја гледаш, таа вика, шо е ова, викат, алкохол. Викате ова така, да, викате алкохол, ама викате за бришачи, види какво е зелено. И го прешверцаја така. Цела ракија, 10 литри. Истите туривавме во чавчиња и пиевме зелени вустине, бевме таму. Видат сега човеков, светски познат актер, но нема врска. Мислам, се понашат како најнормален човек, нормално и очекувано. И му викам, слушај му викам, да ти дам јас тебе Bulgarian Moonshine да се напиеш. Bulgarian Moonshine можит. И взев една чаша вака, на масава што беше, ја заплакнав, тука е базен имаше, ништо. 3 сата од Сабајле, му ја редам, му ставам, зелено, вика како го добивате ова, и му кажувам дека ја прошверцовале со овако. Ја пробви, вика, Гоцеја, вика, Дурсумов да овие 3-4 дена, Bulgarian Moonshine ќе пиеме заедно, и тоа зелено, вика. Абе, зелени во устиме, нон-стоп, од тоа прехрамбената боја. Така, си поминав супер, затоа викам на секој еден му го посакувам уште еднаш, секој еден актер, секој еден љубител на филм, особено актер да го помини тоа што го поминав јас. Иако не ми е прв филм, сум снимал филмови, пред додам тама
Таму снимавме и со Горан, оваш беше како се викаше домаќинство, леле, со имињава сум катастрофа. Не е битно, со Иво Трајков имаме снимано, со Блажевски имаме снимано филм, со Иво Трајков имам 3 снимано. Така да, ова досега беше едно перфектно искуство и се надевам дека ќе продолжиме понатака некоја соработка. Two Mothers Brothers е интересен концепт како комеди кабаре кој што е од 10 години веќе, како формат е многу интересен за луѓе, за публика во Охрид. Пример, многу често дури и исти приказни кои се слушаат се некако интерпретирани така публика, значи не може да си јој трмнодушна од таков настап. Како дојде до идејава да го направите нешто и како да речем се креират, ево, најпросто, најлаички кажам, еден таков материјал за да се пренесите? Пошто е различно од стендап, различно е од театар. Многу ми беше фасцинантно, уште на факултет кога бевме, за кога спомнувавме, имате еден дел од историјата, културната историја, на Вајмарскава република, тоа е измеѓу Прва и Втора светска војна практично, во Германија, кои се случуваат одредени кабареа, кај што се дешаваат во клубови. Значи, високата класа и пониската класа одат во клубови, им се дешаваат одредена програма. Сега пак ќе се вратам на еден моментум. Кај нас кој ќе се спомни кабаре, онма се мисли на чипканите фулахопки, згодни женички, кои што не знам тарарарара. Имаш американската верзија, имаш француската верзија на кабаре со Powerhouse, кој што до ден денеска Power Horse, извини, кој што до ден денеска можеш да одиш да гледаш такво кабаре, кој што е еротско и е перфектно добро скоцкано, све кој што можеш да пушиш пура и да пиеш коњак, ти влегуваат во влезница иначе. И влезницата е, да, и присуствуваш на еден мега ултра спектакл во соба колку што сме ние овека сега. Што ми беше мене фасцинантно? Фасцинантно ми беше што земајќи ја политичката ситуација тогаш, тие изведувачи жестоко го критикувале тогашниот естаблишмент, ама жестоко. До тој степен да ги извулгаризирале сите работи со употребувајќи најразлични оружја во наводници, со песни, со музика, со не знам голтање огној, не знам, све било сместено во тоа наречено како кабаре. Формата била мултимедијална, формата била вариете почет, значи имаш песна, имаш свиреле, заедно играле, театарски дел, не секогаш биле комични, не секогаш биле, пред се биле сатирични и доста трагични на крајот на криштата. И тој беше многу фасцинантно. И одамна сакав да го направиме. Нормално со Коле, пошто ние двајца функционираме уште од малечки. И викам Коле вака и вака да не направиме, зедовме да преработки на песни, малце подистраживме и навлеговме малку во тој принцип на работа и ги сублимиравме, затоа што секој на кабаре имат и MC, еден кој што е директна спона со публиката и овие кои што настапуваат, ние ги земавме сите работи. Значи, и да имаме контакт со публика, така наместено е и да се одвоиме како скеч комедија, и да имаме песна, и да имаш форматот и бодито на материјалот и за стендап е таму. Се еден пакет кој што пред се, јас би сакал и како што трнавме, да продолжиме со една многу жестока, силна општествена и политичка сатира. Нормално и социолошка, но затоа што веќе никој многу не работа таков дел. Мислам дека работите треба да се кажат од нас, а од никој друг. Идејата од таму трна. Одамна се мушкаше таа идеја за Two Mothers Brothers. Едно од настапиве на Two Mothers Brothers низ годиниве исто зимска бајка ќе спомниме, пошто и то време идат сега периодов од годинава кај што реално имаш гости и од политичка сцена и од едни други кај што реално е директно се влегвити тој момент. Да кажам се користит како баш... Кралот имал еден до него
Джокер, Джеспор, како го викаш, шутот кој што нонстоп му јадел трици на уше и не го первел него. Значи ти имаш, кралот бил до толку еманципиран да си ја слушат неговава критика директно на уше и не му ја сечел глата. Кај нас не се толку. Сега со временото демократско општество, ако му кажеш на некого нешто, ќе сигурно си полошо е демек, ако го земиш да го измајтапиш, полошо од него да се му забил нож, ќе те тужи, па не знам, а се мине демократија, имаме слобода на говор, пази. Ма немој. Нема врска. Значи, тие сат и пол, два, кои што сум на сцена, имам право да направам попара свеживо и диво. А после тоа, ако ти сметаш дека тоа е вистина, тоа ќе имаш проблем со условноста на театарот и со условноста на сцената. Значи, таму јас не сум стрезо, јас сум некој одреден лик. Јас моментов сум стрезо. Имам своји мислења и можам да ги кажам и критики, но не на тој начин. И понекогаш и јас не се согласувам со тој стрезо кој што сега, но како и да е, значи тоа играме одредена улога, одреден лик, одредена условност се дешава. И ако не му го кажеш тоа директно на оние кои што е естаблишментот, кои што ја креираат политиките, кои што ги креираат политиките, на кого друг? Во присуство на слободниот селанец. Затоа што слободниот тоа е на крај, за слободниот селанец тоа е чашата со лимунада која што треба да испие. Тоа е нашата таргет пред се. Имаш некој вака, прво што ќе ти дојде до овие 10 години некој настап кај што сте биле со колеги, што ти останаа ова, не знам, прво кој ти се кој се спомни Two Mothers Brothers некој настап, некој така специфичен или најубав, не знам сега. Пробиш тип на специфичен пробиш тип. Ојме пробиш тип, гледаме кај ќе настапиме на канделабра имаше. Викам светло тоа е од канделабрава. Застанвиме публика се собра надвор, разбираш, застанвиме ние 3-4 бумбара дамбара бумбара 15 минути ко се собраа мужички, оние хеликоптери, не знаеш, гниди, волка и вака, свежи комарци, свежи во иди во летаже. В уста, в уши, в очи. Таа што ни беше организатор, кај купи онакво за мачкање, за прскање, нешто за бадијала. Бевме Германија неколку пати. Германија бевме Штутгарт за нашите да играме. Почнавме со материјалот кој што го имаме и застана еден од типа, вика, стој, вика, кој сака кебапи, не сме почнати, јас тоа, едно друго, ајде донеси му нови кебапи, и ние почнавме да се зафркаваме сега со него, директно, го земаш, го росташ него и почна, ај се зовега, и си направи журка, нема врска, материјалот замина што замина, немаше да ги замараш, тие дошле играли нешто, фудбал им кажале нешто, дошле некој од Македонија, ајде ќе дојме. Имавме прекрасни настапи низ цела Источна Македонија, веќе со покојна Семра, која што ни организираше. Малта не, сите градови ги имаме поминато низ цела Македонија и не наидовме на некоја рамнодушна публика затоа што материјалот кој што се обработви ги тангира сите. Не знам, од Демир Хисар до со сите почести во сите тие помали градчиња, со градоначалници да не пречеквет, со, не знам, председатели на совети и така натака, директори на училишта и застаниме на одредена сцена и ние ги правиме лом нив кој што ја креираат политиката и на крај седиме заедно и рече да, во право сте едно друго и се продолжуваме да се зафркаваме на темата. Не знам, не можам да знам само дека многу материјал изгенериравме, премногу материјал. Едно време го ставивме на едно CD, имавме неколку песни, ама сега веќе имаме страшно многу материјал и мислам дека ќе треба нешто да се направи за да го дали да уснимаме нешто чисто да го пуштиме да оди по вода. Не знам, нешто што било доволно и дигитално да правиме негде, затоа што на пример ние немаме, јас искрено не ни сакам да се снимам. Тие работи не се за друго е во живо. Друго е во живо. Целта ми е да ги натерам да дојдат во живо да ги гледаат. Целта исто така и да го изрекламираш и кога ќе видиш сега шо е тоа, стендап е, ама чекај сега последниот настап е, ќе правите стендап со бенд во живо. Разбираш? Ево да, сега кај што ги спомнав, трнавме двајца, сега веќе ги вметнавме и Чиче и Јане, Никола Јосифовски и Јане Тодоровски, музичка вакво. Ние малце да се подослободиме, не се ни ослободиме, но сакаме да звучи малку по профи сето тоа.
И имавме сега настави последно прилеп, сега пак треба доеме до Битола, големи сали се полнат и мислам дека е окей, дека е прифатливо. Новиот материјал кој што го направивме е доста актуелен во моментов. И ќе видиме, мислам дека тоа нема да замри уште некоја година. Дури имаме сила. Иако е многу напорно. Многу е напорно да пееш, да свириш, да кажеш смешки истовремено и сето тоа да имат одреден темпо, ритам и плюс со публиката работаш е многу напорно. Многу е поразлично од стендапот, многу е поразлична, тајмингот е многу поразличен, све е поразлично. Тимски се работа, не индивидуално. Да, не зависи се од тебе. Да, не зависи се од тебе, тоа е тоа. Да. Ако сега има на другава страна со импровокација, пошто е како многу уникатен, интересен формат кој што, да речам, кај нас во Македонија, па практично вие го донесовте во таа форма кој што е и па и кабарето од прилика. Да. И што е според тебе и според вас ево како екипа толку уникатно тука и популарно и привлечно кај публикава. И да што цело време е фул и луѓе и некои идат, јас пример кога ќе дојдам многу често идам, ама гледам луѓе што нема пропуштено никогаш. Да, имат редовни пациенти, да. Кога бев прва година на факултет, аплицирав за некои си работилници кои што се дешаваја во Виена, во Австрија. И беа организирани од тогашното Министерство за млади и како се вика, тие се некој сублимат, млади, социјална работа, спорт во едно сето. И ги добив, аплициравме, добив апликацијата, ми ја прифатија и заминав таму. Воркшопите беа за форум театар, театарски некои си работилници за драма театар и театарска импровизација и спорт. Мајка да викам. Ај театарска импровизација знам што е, ама спорт и со моја генетика викам, абе ќе одам на спорт, тоа е тоа. Баш ме интересира што е ова. Почнавме работев неколку дена бевме низ Виена, ни дадоа да си шеткаме, да си правиме, пошто све беше финансирано од нивна страна, ни дава дури и џепарац, тоаш немаше ни GPS ни ништо, со карти вртевме, не знам, имавме од цела бивша Југославија имаше представници. И не однесоа на 3.500 метри надморска висина, на Алпи, по шатори, имаше една тврда градба на средина Кокуина и трнавме 2 недели интензивни воркшопи во природа. Јас се запознав тоа што Маркус сега веќе не работат, но Маркус беше еден од најактуелните актери кои што работеа театарска импровизација во Австрија и во Германија, нормално исто горе-долу исто говорно подрачје, меѓутоа и работеше и во Канада. И таму се запознал со овие спортов, сега да кажеме што е тука близината на Аква. И јас тие игри практично ги работевме, не баш сите, ама дел од тие игри ги работеше на факултет, пошто секој од тие игри имаат одредена цел за да развијат, например, комуникација, за да развијат, не знам, најразлични начини на следење, на внимание на сцена и така натака и така натака. Меѓутоа, некои други што ги научив таму се ги сретнав за прв пат и почнавме да работиме. Ај што работевме 2 недели, на крај имавме и финална презентација, имавме представа во циркуски шатор пред 700 и кусур души на англиски екипа од 15 души што 2 недели работевме заедно и тоа беше ватрено крштавање. Доли на моје барање го натерав и Маркус да играт, иако веќе само се имаше префрлено тој да биде тренер, го натерав и тој да дојде, играше, имаше една осмица, знаеше да не е јесно, таква имаше цело време и ја прашуваше ова осмицава дали да играм, му напиша јес, шуќуру викам, ова пише јес, ајде викам, чест ми е да играм со тебе, фала Богу. И направивме прекрасни сцени. Тука нормално имаш јазична бариера, ама тоа има и своји предности, затоа што почнуваш да внесуваш актерска игра, знаеш, почнеш да поинакви изразни средства да користиш. И ми влезе мене чидијата за тоа, си ја запамти, си врзав крпче, се вратив назад, со колеве, цимери, викам вака и вака. Завршивме факултет, абе дај да почнеме вака, ајде со кого, разбираш?
ајде година, 2, 5, коле беше после тоа, мислам, до Холандија, па тој виде нешто како едно друго, па тој се врати, знаеш, ја освежи, па дај да почнеме, ајде, која, и дојде се вработи Кипро. И му рекам, ела сега ти ваму, зашто не можеш, двајца е, тројца е мало, ама ајде, двајца е, ајде, Кипро, поработивме малце и заедно, видовме шо како, и стигнавме до импровокација, после тоа нели го внесовме и Чиче, покрај актерска да имаме и музичка импровизација. И ова викам со спортов, секојаш малку ми е. Имате еден канадски фрајер кој што направил истражување, кај каде публикува најмногу, луѓево, не публикува, луѓево каде најмногу, во игри кои што се компетитивни. Да. Фудбал, кошарка, па дури и кладилници и такви работи. Зашто ние не можеме да направиме ем да има театар, ем да имаме компетитивност, ем да ги собираме луѓе. И почне да прави театар спорт. Кај што собират една екипа на група импровизации кои што работат, со друга и прават надпревар. И надпреваров е со бодој, демек, доби 1000 бодој, тајминг, да речеме, одредена игра, како ќе изиграт оваа, како ќе изиграт па друга. И публика дават аплауз, имат компетитивност, на крај имат победник кои што не добиват ништо. И така ги имаше врзан. Ние се уште, мислам, Скопјани ме почна да работат настап година и нешто, можда 2 после нас, и се исто млади дечки кои што исто функционираат, работат и можда не толку колку ние последниот период, ама знам дека работат. И немаме толку се. Толку се има отворена некоја си работилница, од некој од Чешка, Словачка, Кипро баш го пуштивме таму да видиме што е како е на наш представник, е во Скопје. И тоа е заборавено некаде 70-тите, 80-тите и се заборават, ама на запад функционираат многу јако. Сцените, например, се на импров театар се многу силни. И од секогаш мене ми привлекувало многу поиќе тимска уметност, од него индивидуална уметност. И мораме да направиме, почнавме нели во Керал, па ајде Керал, па едно, па друго, ево сега сме кај што сме. Сега сме на мала сцена, бевме и Скопје, бевме ваму, таму, сакаме да подпрошетаме, но јас сум малце терсен во однос на тоа, секогаш сум многу самокритичен и критичен и сакам да имам и хигиена на работа, кој што ми е многу битно. Не по секоја цена да се носат сегде работите, него сакам да ги натерам луѓето да дојдат, да ги видат и стварно идат. Значи идат и од Скопје специјално, да не правам муавет од Ресен, од Струга, од блиски градови, од Вевчани, значи идат. И тоа е мојата најголема радост. Импровокација се деси, една од мотивите беше сите, дојме на театар, направите нешто да е забавно, да се посмене народов. Океј, сакаш да се забавуваш? Театарот не е за забава. Најмал се служи за забава. Ако ние како театар, мојот професор викаше, ако ти му даеш на публикава тоа што таа го барат, тоа не е уметност. Тоа е турбофолк. Баш. Ти мора да му даеш на турбофолкот тоа што бара това и од поиќе да ги извулгаризираш, за да собериш поиќе. Затоа ги вулгаризираме работиве во турбофолков за да соберат поиќе. Све да бучи, бои, звуци, телесни течности, све живо и диво. А театарот е практично едно друго. Јас тебе треба да ти ја наметнам естетиката. И јас треба да те научам во однос на таа естетика. Јас тебе треба да ти ги дам фундаментите кои се. До некаде го имат и стендапот истото. Значи ти мора да си смешен. Тоа е прво и единствено. Ако ти решиш да направиш стендап настапа да не си смешен, колку и да ти е добар материјал во преведување. Нема ти помисли. Така да тука е трики. Јас им давам на публиката мора да е нешто смешно. Тука е малце ентертејментот е тука, знаеш. Ако ти сакаш да се забавуваш, тоа ще да видиш дел од забавата. Не треба да си некој фрајер кој што се таму в ќоше, пиет пиво и чутит и гледа другите кои што играат. Затоа инволвиравме публика со предлози, со идеи, кои да кажи нешто, со насцена ваѓање, со интеракција со нив, со муавети, со роустање, како сакаш наречи го. Значи, ние сме заедно го креираме. На крај на краиштата сакаме и тој дел, тука сме доста посилни за разлика од други групи, кај што имаме контакт со публикава. На крај од вечерта кој ќе излезиш, ти да си видел 3-4 не знам никакви сцени, ама си поминал добро. Генерално.
таму се демистифицира театарот, се демистифицира техниката на праење, што е како е, гледаш некои глупости, не е све интересно, дури и во она што е глупаво, се најдвито одредена си естетика убава и смешна и така натака и забавна. Идни планови, можам да ти кажам дека би оделе се на подолгорочни, значи long term можеме да правиме, би сакале да правиме во однос на импровокација и за брзото, ќе би мако не следнава година. Пополека да long term да почнеме да правиме производи, да креираме буквално цела представа на лице место. Кој се да најавиме, не знам, следно кажавме за Two Mothers Brothers и импровокација. Следни се зимава, ќе има настапна зимска бајка со Two Mothers Brothers? Да. И пред новогодишна импровокација? Зимска бајка со Two Mothers Brothers или ќе отвориме како Коле и Стреза, ќе имаме настап како Two Mothers Brothers, а ќе имаме на 29-12 новогодишна импровокација, кај што делиме поклончиња за цела наша публика, за дел од публиката душа, ако најдеме доволно спонзори, ќе најме на сите и со тоа што имаме една тајна интересна ова година, кај што ќе ги израдвиме сите оние пациенти кои што ни идат вакво, кај што ќе може да земе нешто интересно и да се чуе за успомен од нас. Да. Така што карти кај жура, сите резервирате со повреме 29-12, језда ќе бучи, ама да знаете дека 29-12 од сигурни извори е последниот настан во декември во Охрид. Да. Така што е да сте дел од настанов. Пред да завршиме скроз, сакам имам неколку брзи прашања, без многу размислување, чисто ќе ти поставам театар или филм? Можам двете. Може. Двете. Книга или филм? Да изгледаш филм или да прочиташ? Книга. Книга. Кафе или чај? Кафе. Руска салата или компир салата? Руска салата. Само строго калорија. Ни едно ни друго, ама ајде. Топла раке или греано вино? Ни едно ни друго. Не? Ладна ракија и вино ладно исто, така по можност бело. Црвено ми се креват притисок. Дали си равнобудник или ноќна птица? Ноќна птица бев, дур не влегов во брак, сега сум со дете и сум ранобудник, 6:30 сум станат, почвам правам поручек, едно друго, тука сум. И ми се свигаат поиќе да сум ранобудник. Да. Еден збор што те опиши на сцена? Еден збор што ме опиши на сцена? Наивност. Планина или езеро? Двете. Комбинација, тоа ја имаме. Рибијам да се подкачам негде кај ќе сум сам од високо, ево, на планина, а да огледаме зеро. Тоа е езера може да ги. Или две. Прв совет што би го дал на млад актер од Охрид. Сега некој што полека, има време, не барзај, слушај, постари. Зашто ова е занаед. Полека. Омилен лик што си го играл или омилена представа која што... Не можам да одберам тука, не. Можам една представа да одберам која што ми оставила посилен впечаток, ама за жал не се игра веќе. Ни на небо, ни на земја се викаше. Многу мала, многу малце се изигра, за жал, заради короната. Ако не беше актер, ке беше? Музичар. Ке свиреш? Или нешто поврзано со дизајн и компјутери, пошто го работам тоа цело време во позадина. Најголем предизвик на сцена до сега што си го имал? Во каква било смисла? Предизвик на сцена издржам на една, физички да издржам на една детска представа, кај што цела траеше отприлика 45 минути и беше во едни ужасни од сунгер направени костими и целата представа беше со играње оро. Ама оро. Не е 3 пати напред, едно назад, со вртење, со стапој. Имавме тренер, не тренираше, како се викат вакво, ороводја, N2, 3, нозете вака, то умревме сите. Јас и Коле после представавме со Коле, то нозете кренати назад. Омилен театарски жанр, ако може да одбереш? Дали што ти лежи или што сакаш да го играш? Она што ми е омилено во моментов е модерната
модерни, кај што се измешани жанровите. Немаш чиста комедија, а и што е комедија? Комедија е секој едно дело кој што заврши со среќен крај. Не е комедија нешто смешно. Така да, мислам дека кај што се измешани сите работи. Точно ова представа која што ти кажав за ни на небо ни на земја беше многу добар сплет на појке жанрои, на појке емоции. Имав и таква една позитивна критика од една жена која што ме сретна, рече, те гледав и никогаш во живот не се надевав дека толку ќе се смеам и на крај ќе ме расплачеш ко магарица. Знаеш, такво нешто. Сакам да е кога ќе си оди некој, сакам емоционално да го фатиш од сите страни. Да, така е најубаво. Што носиш секогаш со себе? Ноже. Дали имаш херој во реалниот живот? Имам. Херој во мојот реален живот е ќерка ми. Да ми е херојот. Што секогаш те насмевнуваат? Пак ќе речам, не се смеам многу, не важам за човек кој што многу се смее, иако работам комедија. Пред некој ден ми рече еден тип, како ќе те гледам, но ми е страв кога ќе те гледам и кога со тие очиштата и друго. Не се смеам многу, но се смеам понекогаш на многу банални работи, на некои детски работи, пак тука ќе ја поврзам сега с ќерка ми и некои такви, и некои си подзабораени понекогаш серии и стари филмови, почнав пак да ги некој стариот хумор на Мел Брукс и на како беше оне Дракула, Лавтен, нешто таквите нешто, некои такви работи, Ајде, во секој случај ме насмевнуваат пријатно друштво, пријатна атмосфера, тоа е тоа, со сикам ова. Имаш омилена зграда во Охрид? Имав ја умна, ја преправя. Која? Стамбена зграда? Не стамбена зграда, куќа, или треба да е зграда. И куќава е зграда? Па куќа тогаш, она сега што е останата до Григор Парличев лезо. Тоа ми е една од помилените. Стопанска банка, кај што беше до Стопанска банка, исто така, но за жал веќе не е тоа. Многу е до влезов на Григор Парличев, многу е венецијанска, така има многу интересни балкони, ме подсетвид на Роме и Јулија, та балконска сцена и ми да понекогаш да се искористи тоа. Дори тука, зашто како е трната работа, свеќе е смак. Нише чудно. И како последно прашање, прв збор што ти паѓа на ум кога ќе се спомни Охрид? Или нешто што ти паѓа? Да ме прашаше пред 25 години, ќе ти речем депресија. А сега можам да ти речам мир. Мирот дознав дека сите дознаве, ама јас валја сидат со текот на годините, е најскапото нешто кое што не можеш и можеш да го купиш, но и не можеш да го купиш. Сите се борат да има многу пари, за да одат 2 недели да има мир. А ако живееш во мир, не треба да даваш пари многу за да имаш мир. И ќе си помирен и може да ќе живееш и подолго, не знам, ќе видиме, ама мир и мир. Тоа беше се од мене што сакав да си прашам. Ти си кажа, ако имаш уште нешто што сакаш да кажеш на публика. Ништо, да ти кажам само, имам нешто да ти кажам и да продолжиш да правиш, да си го правиш овој подкаст, имам нешто да ти кажам. Да си викаш гости, алавар сам да имаш многу кликови, лајкови, како што почнавме и вјуз. Нема, тоа е реалноста. И да си ја тераш и другата работа која што си ја имаш овде и мислам дека ќе треба да почнеме да соработиме во однос на младите заедно театарот и ова, затоа што сметам дека ни се подзапоставени, но рачунајте дека треба време ние да го ставиме малку на нот за театарот. Но правевме муабет, мислам дека следна таргет ни се децата и младите, пред се младите кои што би сакал да го чепниме таму, пошто многу се дешаваат таму работи. Тоа е. Танкишум. Фала ти многу. Фала што не следевте. Лајкнете, сабскрајб, споделете све. Лајк, сабскрајб, клик, шер, све. Све што треба. Испратете што се следниве настани пред зимава и да си ги посетите и дојдете в театар да посетите театар и да уживате и се гледаме наредна епизода. Чао, чао.